Благодарам и јас да се заблагодарам за присуството. Навистина ми е драго што денес тука отвараме еден прекрасен објект. Навистина кога влегов внатре се воодушевив од она што го видов и би сакал да честитам на градоначалникот. Навистина значајна инвестиција и за Моин и за цела Гевгелија и Гевгелиско место кое што мислам дека ќе значи многу за сите локални жители. Работата на градоначалникот покажува како се прават промените и покажува како ќе работи идната влада предводена од ВМРО-ДПМНЕ, затоа што неговата посветена и честна работа и реализирањето на бројни проекти ја трансформира Гевгелија како никогаш претходно, и тоа е само причина плюс и мотив плюс да го реализираме нашето главно изборно ветување во делот на децентрализација. Тоа е спуштање на околу 250 милиони евра секоја година до општините, како би можеле општините самостојно да се развиваат. Тоа ќе значи затварање на сите поголеми инфраструктурни прашања од типот на водоводни и канализациони системи, изградба на основни и средни училишта, градинки и сето она што им е потребно на граѓаните со цел во еден 4-годишен инвестицијски циклус да оваа работа се случи и да можат граѓаните да имаат поубави и попристојни услови за живот. Ако ми дозволите, би сакал да искоментирам и 2-3 централни теми поврзани со изборите. Имено, знаете дека долго и јас лично и партијата зборуваме за состојбите со криминалот и корупцијата. Јас континуирано го прашувам и Стево Пендаровски за она што се случува деновиве. Го прашувам зошто не искоментирал ни една криминална афера која што е излезена во јавност. Како што го прашувам и зошто ги подпиша измените на кривичниот законник со кој што практично се дозволи амнестија за криминалците, а го прашувам и зошто користи крадени народни пари за финансирање на неговата кампања. Одговор од Стево Пендаровски не добивме, но денес добивме одговор од реномираната меѓународна институција Freedom House, која што се занимава со состојбите во повеќе држави. Тие велат дека новинарите кои што известуваат за корупција се под закана на власта на СДСМ и ДУИ. Тие велат дека има сериозно политичко влијание врз судскиот и обвинителскиот совет. Тие велат дека непотизмот царува во судството и во обвинителството. И Freedom House исто така вели дека со измените на кривичниот законник, кои што ги подпиша Стево Пендаровски, се амнестираја бројни криминалци кои што направиле кривични дела во Македонија. Така што најдобриот одговор зашто Стево Пендаровски бега од одговори на овие прашања денеска стигна од Freedom House, кој што јасно кажува дека во Македонија царува криминалот и корупцијата, нешто што ВМРО-ДПМНЕ го зборува со години, а интензивно го зборуваме о кампањава, и тоа е најдобрата причина зашто треба да имаме масовна излезност и на 24 април и на 8 мај, луѓето да излезат во што поголем број, да се случат промените, Гордана Силјановска-Давкова да биде избрана за председател на Македонија, Христијан Мицкоски за премиер, а владата да биде предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Би сакал да искоментирам и она што се случува во делот на парламентарните избори. Мислам дека е безобразно да од една страна СДСМ се однесува како да биле досега во опозиција, од друга страна носителот во четвртата изборна единица да се однесува како никогаш да не бил министер за здравство на сите скандали кои што се случија во здравството, а дел од нив повторно потврдени од овој извештај на Freedom House, кој што вели дека со измените на кривичниот законник, кој што ги донесе мнозинството на СДСМ и ДУИ, а ги подпиша Стево Пендаровски, се прави амнестија и во делот на корупцијските скандали во здравството кои што се случија во текот на корона кризата. Да ја потсетам, тоа е аферата со набавката на вакцини кои што никогаш не стигнаа во Македонија преку компанијата Ставри, која што е компанија за трговија со Јужно овошје. Провизиите стигнаа, ама вакцините не стигнаа, и затоа Македонија има 5-та највисока смртност во време на корона кризата на милион жители, што е една црна статистика за Македонија. Понатака тука е аферата со притисокот врз еден собственик на приватна болница да истата ја продаде на бизнисмен од Албанија. Тука е делот со стерилизацијата која што се приватизираше и повторно отиде на бизнисмен од Албанија. Понатака тука е случајот онкологија, каде што за да се полнат приватни джебови не беше давана терапија на пациенти. Сето ова го потврдува овој извештај и потврдува дека сето она што јас го зборувам со денови во текот на кампањата
за жал е вистина. Благодарам, поелете ако има прашање. Господине Николовски, дали очекувате конкретно црната кампања, како доаѓаат и првиот круг на претседателски избори, потоа и парламентарните да кулминираат? Пошто гледаме последниве денови, некои провладени медиуми, лично и вас ве таргетираат и останатите подпредседатели и председателот. Па јас тоа би го крстил очајна кампања, затоа што за да водите црна кампања треба да има материјал за оној за кој што се води. За мене нема ни за председателот на партијата, нити за останатите носители. Но сега само е во очај, затоа што знаат дека драматично ќе ги изгубат и председателските и парламентарните избори, затоа би ја нарекол очајна кампања. Мене тоа лично не ме погодува. Таа кампања која што се води против мене пред се е на лична основа. Тие кои што добро ме познаваат знаат дека сето тоа е невистинито, се работи за лични навреди. И тие многу повеќе зборуваат за оние кои што и кажуваат, отколку за мене, нека им служи на чест, толку имам да кажам. А јас се продолжам да зборувам за нивниот криминал и корупција, кој што го има на тони, а после избори нема само да зборувам, туку и ќе го истражуваме како влада и ќе одговараат и ќе одат таму кај што им е местото сите криминалци кои што прават криминал.